Време е за нашето утринско будење и оно кое што го најавивме утрово, а тоа се информациите, односно оно кое што се случува и проектите кои што ги реализира Националната галерија на Македонија. Овој пат со гостување во Загреб, а оттаму во живо се поврзуваме со куратор Маја Крстевска. Маја, добро утро и убаво утро. Добро утро, Маја. Добро утро до вас двајцата, добро утро до сите гледачи на утринска на Телма. Баш се радуваме да ти кажам за... Да, баш се радуваме, прости на дигресија, за новогодишната декорација. Тоа нам нимаме насмевка, така што некако сме во сличен сензибилитет, Маја, утрово. Да. Ете така, позадината е преубава елка и знаете дека Загреб има еден од најубавите адвенти. Да. И навистина сме горди што утре Националната галерија на Македонија ќе се представи во Македонскиот центар тука во Загреб со групната изложба Просторни конјукции. Да. Така е. Споменавме дека ќе кажеме малку повеќе детали за изложбата и за тоа дека имаше самата изложба гостување и во Софија, Белград и Истанбул, но пред да започнеме со тоа и да навлеземе во овој проект, јас би прашала со оглед на овие предпразнични денови во кои што се наоѓаме, со оглед на тоа што ние се уште очекуваме да заблеска, да речеме, главниот град во едно новогодишно руво, можеме да се фасцинираме од она кое што го има во другите градови и новогодишните базари. Верувам, Маја, имаше можност да прошеташ малку низ Загреб, не знам сега точно кога пристигна, но верувам имаше време да прошеташ и да видиш како всушност Загреб се подготвува за Божик, а и за Нова година. Да, и на комбинатата недела баш го имавме, Маја, прости дел од нашите содржани во светот, додека спиевме дека го има Загреб во моментот трет пат поред најдобриот адвент, меѓу другото и беше повторно ставен на пиедесталот за посета на празничните моменти. Значи, јас синоќа пристигнав во Загреб и знаете во тоа нокно, нели, руво изгледа прекрасно и сместувањето каде се наоѓам токму гледа на главниот трг на Бан Јелачич, така да тука навистина грее една прекрасна елка и прекрасни украси. Допатувавме тука со мојот директор од Истанбул, бидејќи изложбата Просторни конјукции, која што представува 20 на македонски современи автори, ја донесовме од Македонскиот центар од Истанбул и голема благодарност до директорот Димера Тајковски, кој што навистина се потруди да биде одличен домаќин таму, а како што спомнавте, таа изложба беше и во Загреб, сега ќе биде во Загреб, значи беше во Македонскиот центар во Белград и во Македонскиот центар во Софија. Значи, четврто нејзино представување со што се заокружува програмата на Македонскиот центар овде во Загреб, каде што директорката Мими Ѓорговска-Илиевска ќе не пречека утре вечер во 19 часот. Да, тоа е најавата за отворањето на изложбата и верувам дека оние кои што се наоѓаат таму, како и македонците кои живеат во Загреб, ќе имаат можност да дојдат и да ја видат, но на кој ние можеме да го така малку објасниме во продолжение која е всушност тематиката на овој проект. Од информациите кои што ги имам, станува збор за една граница или кревка граница меѓу малите приказни од интимниот свет на индивидуата и големите наративи, или нешто кое што можеби е дел и од секојдневието кога зборуваме за широката или големата приказна и нашата лична индивидуална. Токму така, јас како долгогодишен историчен уметност и вработена во Националната галерија на Македонија, сакам да кажам кус, нели, еден осврт кон ова остварување на оваа групна изложба на современите македонски ликовни уметници. Навистина интересен тој спојот на индивидуалното, нели, спојување на секојдневието, на сите оние наши убави, би кажала, и неубави ситуации кои што се содруваме, тие ги пренесуваат на своите дела. Еве, моментално ги гледате едното од највпечатливите дела на академскиот уметник Иванчо Талевски, ова е Ирена Паскали, која што живее и работи во Германија. Значи, имаме неколку представници од Венециското биенале, јас би ги напоминала дека тука учествуваат еве го Ацо Станковски, значи со своите компарации помеѓу секојдневието и неговата фантазија на случувањата во
пак ќе кажам денешницата на овие специфични, би кажала, времиња. Тие изработуваат во различни техники, значи пред се работи за уметничка дисциплина графика, понатаму инсталација и фотографија. Тука е застапен професорот на ликовна уметност Роберт Јанкуловски и неговата сопруга Моника Мотевска, кои што беа представници на Венециското биенале на Република Македонија преку Националната галерија. И овде го имаме идниот представник на Венециското биенале Владимир Жевновски, кој што исто предава на Факултетот за ликовна уметност, кој што следната година ќе не представува како Република Македонија на една од најпрестижните манифестации од областа на уметноста. Понатаму тука е професорката Жанета Вангели, која во далечната 2007 година, 2003 се извинувам, ја има представувано Република Македонија на оваа престижна манифестација. Значи овде имаме собир, би кажала, на 5 значени имиња од ликовната македонска современа сцена кои што битисуваат во светски рамки. Маја, дали има можеби специфични теми кои што или дела од избраните уметници кои што можеби сметате дека ве резонираат во случајот и со публиката во Загреб, слично како што беше можеби нели споменатите Софија, Истанбул и така натаму? Знаете како, секое дело носи своја карактеристика за себе пред гледачот, нели? Како го доживува гледачот, тоа е неговиот личен впечаток. Меѓутоа, јас пак ќе повторам делото на Иванчо Талевски, кој што носи една снажна порака на денешницата, да кажам, негативна и позитивна. Значи, јас би кажала порака која што треба да ја прочитаме и проследиме и на која што треба ние лично, самосвесно да поработиме. Значи, пораките што ги пренесуваат овие уметници е негативното да излезе од нас, а позитивата, нели, добрата вибрација да преовлада во нашата свест и мисло. Така, и Маја, само за крај, со оглед на тоа што имаме уште една минута, ќе ги поканиме нели сите оние кои што не следат и кои што можеби патот ги води натаму, утре вечер во 19 часот. И кон крајот на годината веројатно се заокружува сето оно кое што е успех и кое што вие го постигнавте во текот на изминатава година, но и плановите кои што се прават за новата 2026-та. Како сте на тоа поле, веројатно со нов план, распоред и нели визија за сето оно кое што го очекува и публиката? Секако, Ивана, значи годината ја завршуваме со една голема ретроспектива крајот на декември на Кирил Ефремов од Аут Пашиниот тамам. Се надевам ќе има соодветна нели реклама и вие ќе бидете присутни на истата изложба како и секогаш досега, како телевизија која што ги следи сите наши уметнички случувања на Националната галерија. Јас ќе се заблагодарам на Министерството за култура и туризам што возможи 2025 година да бидеме учесници и на Венециското биенале. За следната 2026 година во тек е конкурсот е завршен, меѓутоа работат комисиите во Министерството за култура и туризам и ние ги очекуваме околу 15 јануари финалните резултати за оние проекти кои што ќе ги добиеме во 2026, а јас можам само да најавам две значајни изложби за 2026, а тоа е самостојното представување на сега академик професор Жарко Башевски во Музеот на современа уметност во Белград, закажана за јуни месец, и ние деновиве треба да го подпишеме меморандумот за соработка помеѓу Музеот на современа уметност од Белград и Националната галерија на Македонија, што навистина е огромна чест за нашата институција, и да ја најавам изложбата на Жанета Вангели, која што ќе патува исто вака во сите наши македонски центри во текот на 2026 година. Тоа е вака ексклузивно за почеток, а нормално имаме ние и многу други изложби со кои што ќе си ја презентираме нашата современа македонска култура. Маја, едва чекам искрено и следната 2026 да се поврземе, да ти имаме во студио. Тоа ова е повод, всушност. Ова е дефинитивно поводот, така што уживај во нашето гостување. Јас на крајот би сакала да ви ја честитам еве новата година од прекрасниот Загреб и да посакам и во иднина уметноста да се шири уште повеќе нели низ границите на Балканот, регионот и Европа и светот. Така. Поздравувам најискрено целата екипа. Убава порака за крај, честитки односно и за изложбата, но и за крајот на годината.